Здраво, другари! Еве сме повторно назад со следен час по математика. Да, точно така, по математика. Марија ќе избрише таблата. Да, дежурна. Нашата наставничка Дежурна. ќе ни каже што учиме во овој час. Овој час ќе решаваме задачи по кои ќе множиме двоцифрен број со едноцифрен број. Значи, целта ни е да решаваме задачи со множење. Така. Бидејќи веќе многу пати, јас сум сигурна дека учениците веќе ги знаат таблиците, таблично да множат до 10. Сега ќе множиме полни десетки до 90 со едноцифрен број и да употребиме некоја различна постапка или стратегија за да помножиме двоцифрен со едноцифрен број. Така. Се околу множењето и самото решавање на задачи ќе го направиме преку едноставни задачи со текст или едноставни проблеми. Верувам дека учениците многу сакаат да решаваат задачи со текст. Што е најбитно кога решаваме слайд? Ајде, може слайдшоу, Овде? да. Тука? Не, ова е статуричката. Тастатурата. Ова е слайдшоу. Да. Нема Добро, Ете, така. Значи, ќе решаваме задачи со множење со некој едноставен текст. Ајде. Еве првата задача. Еве, јас може да прочитам. Може, Лука, ајде повеќе. Еве, во една кутија има 14 боички. Колку боички има во 4 такви кутии? Ајде да видиме. За да се подсетиме што всушност представува множењето како математичка операција, првиот начин на кој ќе решиме оваа задача е да ги собереме 14-ките 4 пати. Така? Значи 14 плюс 14 плюс 14 плюс 14 е еднакво на 56. Што ни покажува ова, Лука? Дека множењето што е скратено всушност? собирање. Така, запишување скратено на собирање со еднакви Броја. собироци. Ова се собироци. Така? Како ќе го запишеме како множење? 4 по 14. И сега некои ученици сакаат да го решат тоа на овој начин, да го разложат бројот 14 на 10 плюс 4. Добро. И да ги множат десетките со едноцифрениот број и единиците со едноцифрениот број. Значи, би дошло дека 4 по 10 и тоа ќе се собере секако плюс 4 по 4. Така. 4 по 10 е 40, 4 по 4 е 16, повторно резултатот е тоа што го добиш. Така. Да. Или Аха. тоа што веќе треба да го знаат и што ќе им е потребно во понатамошното учење на математиката, образованието во се. Да множиме во ред и како знаеме да повториме. Први множиме десетки со број. 4 по 4 еднакво на 16. Односно, еве ќе ја вратам, не е проблем. Сега ќе ја вратиме. Така. Единиците со бројот, ги запишуваме единиците, 6, а десетката ја памтиме едната. Да. И сега продолжуваме. 4 по 1 е 4 плюс тоа едно што го памтиме. Така, 5. 5. Или, можеш тамо да им објасниш. Исто Ајде, 56. 4 по 14. Ајде. Со како оди во колона. Или познато како писмено множење. Да. 4 по 14. Подбреци го. Така. Подбрекуваме И први 4 по единиците. 4, така. Тоа е 16. 6 пишуваме. Едно помниме. Така. 4 по 1 4. Односно пишуваме 4 плюс тоа е 1. Еве може вака сликовито. Да, плюс 10 1. единици. Добро. Одма Тоа е 5 двоцифрена, Лука, нема потреба од тоа, ама добро. Еве. Така е. Резултатот е тој. Кога решаваме задачи со текст, еве втората задача, Нула можеш. Може 5 како. 30. задачи со множење, битно е да ги читаме зборовите што би не насочиле како ќе ја решиме задачата. Еве во задачава број 2, што ни се бара? Ни е даден првиот множител, запиши го, Лука, првиот множител. Првиот множител е 27. 27. Добро. Вториот множител е 8. Добро. 8. Ни бара колку е производот. Значи едноставна задача со текст со множење. Така. Лука одбира да ја реши во колона. Пресметање, еве јас ќе им покажам на учениците 7 по 8. како уште тоа може да се реши. 7 по 8, 56. така, Марија, помагај. 5 пишуваме. Тоа 7 по 8 ми е најтешко на учениците. 2 по така. Да. 2 по 8 е Најчесто на тоа. 16.
Можеш веднаш. И до 5, шеската. 16 и 5, секунда, јас малку сега. Лука, можеш веднаш 21, долу, значи нема потреба да пишуваш од оздола. 6 пишуваме, Пошто е сега двоцифрен 2 број. плюс 6-ката тука си ја запишуваш. Така е. И 5-та, И 5 што ги додаваме плюс 5. не. Може и така. Така? Може и така, може и Добро. така. Може и така. Тоа е 6 и 5 е 11 и Ништо сгрешив. Сгрешивме, јас мислам нешто. 6, а 5. Да, 8 по по 2, два. 16 и 5 единица тука до 6-ката. Еве, може да ни објасните, Еве, пошто јас се еве, збунив. еве. 316. Значи, еве ќе го решиме со разложување. Ајде. Десетките по 8, единиците по 8, 20 по 8 е, 2 по 8 е 16, Така. 20 по 8 е 160. Така. 7 по 8 е 56 и тоа го собираме. Значи резултатот е еве ви. Се 216. откри со мал допир. Еве ги. 216. Преку Така е. овој пример всушност ги учиме Така и компонентите сега, на 16. Така е. операцијата Да, не, множење. јасно. Така? Добра. Преку Ајде уште ова- еден пример сега да се има извадам, да се следна искупам задача, за ќе се ова. извадиш. Ама ти знаеш сега. Да се подсетиме на компонентите на множење. Ајде, Прв множител, втор множител или множители така. Да. и Производ. резултатот е производ. Производот. Дали се менува производот ако множителите си ги променат место? Не, тоа е Како се комутативното викаше тоа својство. својство? Комутативно. Комутативно својство Да, на така, Тоа е множењето. во- Тоа важи и кај собирањето. Да. Додека кај одземањето и кај делењето тие Е својства различно. не важат. И задолжително кога има прашалник следува одговор. Така. Значи овде ни бара колку е производот. Производот е толку и толку. 216. Значи ние најчесто ги опоменуваме учениците затоа што забораваат да напишат одговор. Меѓутоа кога има прашалник, кога некој нешто прашал, Да. би требало и да одговориме. Така и, е. и тоа не е целосна задача ако не се напише и одговор. А дали Треба да може се пример напише. задачите да ги изигнорираме, да не го одговориме прашањето? Не може така. Не може. Може, нема да биде целосно Така, точна. така. Одиме на третата задача. Еве, сега ќе пробам да се извадам ако може. Може Сега да јас. пробам. И овде имаме... Може. Ајде, и Марија, овде- за мене може, ќе ја Марија. реши. И овде имаме два клучни зборови кои ни покажуваат дека во оваа задача се работи за операција Со множење. множење. Значи, Луис има 38 коцки, а Емили 7 пати Повеќе повеќе. од него. 7 пати повеќе. Повеќе. Што значи дека Колку коцки 38 има, по треба да го... 7. Така, ајде. Марија запиши и прашањето ни е колку коцки има Емили. Овие ни се некои пријателчиња од Англија. Од Англија? Добро. Ајде, Марија, обиди. 7 по Еве, 8, јас ќе прво ги- ги ќе пресметуваме. ги открием 7 по 8 е 56. Така, 6 пишуваме. Пишуваме 6. Можеш и во продолжение. Тука. Да. Само поназад почни со резултатот. Значи прво ги Добро, да. пишуваш единиците. 6, а 5 помниме. Така. 7 по 3 е 21. И Плюс 5. И плюс тие 5, 26. Така е, Марија. Ајде да Супер. видиме. Точно Точно е. сме решила. Браво, Повторно. Марија. Овој начин го запишувам затоа што на некои ученици им е многу полесно да го решат на ваков начин, да го разложат. Ајде уште зборуваме дека се четврто деление, меѓутоа со тек на време би требало да се надмине овој начин затоа што ќе множат многу големи броеви. Да, па и До некој милион, поедноставно е до- вака. Ако ја знаат Постапката, да, и таблицата пред све. Мора да ја знаат таблицата. Еве ги начините и одговорот. Емили има 206. 266 коцки. Што е за 7 пати повеќе од 38. Одиме на следна малку потешка, а може би и не. Може сега јас да пробам? Ајде, Ајде. ајде, Бука. Јане има 3 години. Ајде. И овде треба да внимаваме на зборовите, како и во секоја задача со текст. Читаме и внимаваме на текстот. Некои деца кога ги решаваат задачите, ги гледаат само броевите без да размислат која операција се бара. Гледаат 3 и 16 и одма ќе напишат 3 плюс 16. Без да Не е мислат така, дека така. тука се бара, мора да се внимава значи на зборовите. Јане има 3 години, неговата баба Цвета е 16 пати постара од Јане. Затоа и е болдирано пати, за да се Така, знае дека затоа ви ги болдирано пати може. постара. Пати помала ќе биде Делење. обратна операција. Обратно. Така. Колку години има баба Цвета? Пресметај Лука, ајде. Ајде. Ако е 16 пати постара од 3 годишниот 3 Јане, по 16. така,
И Ајде сега видиме се дали е пресметнуваме. стара или млада оваа баба. 3 по 6 е 18. 8 пишуваш. Чуваме. Едно помниме. Така. 3 по 1 е 3 плюс 1 е 4. Колку години имала баба Цвета? Баба Цвета имала 48. Добро, Много млада млада баба. Млада баба. Млада да. баба. Млада, керка и млада се мажу. И вика, колку години како оваа баба? Колку години имала баба Цвета кога се родил Јане? Тоа ќе го пресметаме, значи 16 пати постар од Јане. Добро. тоа, ја доби колку има. 48 минус годините 3 на Јане, Еве тоа е ги. 45 години. Еве ги баба Да. Цвета и Јане читаат Значи, приказна. баба Цвета имала 45 години кога се се родил родил? малиот Јане. Јане. Еве ја задачата решена. Баба Цвета има 48 години кога се родил. Баба Да, Цвета имала сега има 48. 45. Одговараме како што е поставено прашањето. Така е, Колку така е. години има и колку имала кога се родил. Да. 48, а кога се родил? Имаме време. Имаме. Уште една да Имаме. решиме. По задачите со множење, и Ајде, секоја задача Марија. со текст, Ајде. може да Чичко примениме Дамир и да видиме задачи колку со години има. мерки. Со одлично. мерки. Не, сега Марија ќе ни пресмета колку зеленчук однел на пазар. Одлично. Чичко Дамир. Само Во да избришам моментов, таблата. барем ние со нашите ученици работиме за единици мерки и затоа намерно ја ставив оваа задача. Одлично. Веќе решаваат задачи со единици мерки. И веќе решиме една и тука. Чичко Дамир од својата нива набрал 5 врејки по 17 килограми компири. Тоа се компирите, Марија, така? К. Пиши ги, реши ги. Е така, ка можеш? Еве ќе ги откријам. Еве ги компирчињата. Компирите. И 7 гајби по седум 23 килограми домати. 7 И гајби, д, домати, 7 гајби по 23 по килограми. 23. И 5 врејки и 7 гајби. гајби. Така е. А не дзиркај, сега Не реши. тркам, не тркам. Ајде, види се да реши сама. Објасни им на учениците. Ајде вака. Тоа Прво се вика пресметуваме. ученичко помагање. Ученикот му помага на Така е. другарчето. 5 по 7 е 35. Така. 5 5 пишуваме. пишуваме, 3 помниме. 5 по 1 е 5. И плюс тие 3, тоа е 8. Така. Што значи имало 85 килограми компири. И задолжително, Марија, ќе запишеш дека се работи за килограми. Да. Зошто тоа ни се бара во задачата. Ако оставиме само 85, што? Грама може да бидат. Може да Грама, да. се литри, Литри. а не Да, може. да, не може. А не може. може. Тоа ќе биде Значи, неточна мора да задача. стои така. единицата мерка. Така е. Ајде И да сега видиме пресметуваме. домати. За доматите, колку килограми домати? Така. 3 по 7 е 21. Еден. 1 пишуваме, 2 помниме. 7 по 2 е 14 и плюс два, тие 2 16. Супер. Значи 161 килограм домати. Килограм запиши. Да. И ама имаме уште едно барање. Колку вкупно Вкупно. зеленчук набрал Чичко? И сега ќе ги собереме. Така, Марија. Ајде. Едно плюсче таму стави измеѓу тие два 160. Па броја. може и Еден. така, и како во колона. Плюс. И сега, Ајде вака ќе да. ги пресметам. Вака не е Плюс. препорачливо, Лука, затоа што меша задача. Аха. А децата знаат да Јас сум направат такви грешки. мешал, да. Во една задача да Пет. продолжат еднакво и да додадат нешто друго. Да, постепено, Значи, така? Нормално. Да. Се што се работи еднаквото е знак за еднаквост. Така. Ако веќе сме го ставиле, треба да ја довршиме Така си е, задачата. така си е. Значи колку вкупно 246 и како ќе биде килограми. одговорот? Ајде да видиме. Одговорот е дека дедо Точно. Чичко Дамир набрал 246 килограми зеленчук. Значи тоа ни се бара. Не ни се бара колку килограми компири, колку килограми. Да, вкупниот број. Значи, Што ако ни се ти не бара, го тоа одговориш одговараме. тоа, нема да имаш Како? одговорот на задачата. Така е. Нема комплетно Така. бодови да ти стават. Така И е. на тестот ќе имаш 2 бодчиња помалку. Затоа совет за сите што гледаат, внимателно читете ги задачите, Внимателно. не брзајте. Зборовите клучни Така. да внимаваат. И прашањето Соодветно. кое што е во задачата, треба повеќе пати го прочитате, да го размислите, па да го Да одговорите. речеме дека ние ги знаеме децата и знаеме дека точно ја решиле задачата. Меѓутоа мора да се внимава, тоа се правила, тоа се и мора да се почитуваат. Така. Доколку ги сгрешат во понатаму ќе имаат проблеми, нема да. да. Вака сега се внимава. И не би требало да се крати бод. Точно е решено зашто ми скратила бод, знаат да се бунат. Да. А нема, треба се да се почитува. Па мислам дека тоа беше се, доста им беа задачи, па да не им Одлично. досадиме.
задолжително дома да ја повторуваат таблицата, тоа треба секојдневно да го прават. Исто како што се чита секој ден, Треба и треба да се решава секој ден, собирање, одземање, множење и делење посебно. Им благодарам на сите што не гледаат. Нека вежбаат математика, математиката е една од најубавите науки. Благодарим и на Така е, вас. Благодариме многу. Да, ние ќе одиме сега со еден краток џингл, па се враќаме со следниот час математика.